Добар ден на сите. Согласно член 80 став 2 од Деловникот на Советот на Општина Битола, ја отварам седницата на Комисијата за финансии и буџет на Советот на Општина Битола со предлог на следниот дневен ред. Точка број 1. Измени и дополнување на буџетот на Општина Битола за 2023 година. Точка број 2. Квартален извештај за извршувањето на буџетот на Општина Битола за третиот квартал од 2023 година. Точка број 3. Програма за измена и дополнување на програмата за субвенционирање на јавните комунални предпријатија за 2023 година. Точка број 4. Програма за измена и дополнување на финансова програма за одржување на јавни зелени површини на територијата на Општина Битола за 2023 година на јавното предпријатие Комуналец Битола. Точка број 5. Одлука за утврдување на почетна цена за давање во закуп на микролокации предвидени за поставување на урбана опрема, рекламно-информативни паноа, билборди. Точка број 6. Одлука за отуѓување на неупотребливи основни средства, возила и други предмети од железо во кругот на зградата на општинската администрација, сопственост на Општина Битола со електронско јавно наддавање. Кога сме кај ова точка, до мене има стигнато 2 барања за исто за противпожарни возила, па затоа би сакала да некој од општина да биде присутен и исто уште овие 2 барања да видиме како може да се спроведат и дали може да се спроведат, бидејќи нема додатна совет, меѓутоа како барања би требало да донесеме некаков заклучок. Во текот на комисијата ќе ви ги испратат копирани. Точка број 7. Одлука за прифаќање на донација и давање на согласност за поставување на нова ПВЦ дограма, реновирање на подот и молерски услуги од страна на Алу Клип Доел Битола во просториите на урбана заедница Ѓорги Наумов Битола. Точка број 8. Одлука за примање на донација и изградба на детски паркови Општина Битола даден од страна на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион. Точка број 9. Одлука за примање на донација и упремување на соба за третмани од страна на Германско друштво за интернационална соработка ГИС, проект за социјални права на ранливи категории, валјда грешка е во насловот. Точка број 10. Решение за давање согласност на одлуката за паушал за одведување и прочистување на отпадни води на КЈП Нискоградба Битола. Точка број 11. Решение за давање согласност на одлуката за поднесување на барање за донесување одлука на Совет на Општина Битола за склучување на договори на Општина Битола со ЈП Комуналец Битола за реализација на програмата за животна средина во 2023 година со примена на член 24 од ЗЈН. Точка број 12. Одлука за склучување договори на Општина Битола со јавното предпријатие Комуналец Битола за реализирање на програмата донесена од Советот на Општина Битола за животна средина за 2023 година со примена на член 24 од ЗЈН. Точка број 13. Решение за давање на согласност на одлуката за склучување на договори на меѓуопштинското јавно предпријатие Пелалинк Битола со Општина Битола и училиштата во надлежност на Општина Битола за јавен линиски превоз на патници, вклучително и ученици, и слободен превоз на патници. Точка број 14. Решение за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на одлуката за утврдување на цени и услуги на доместоци на јавните паркиралишта во Општина Битола. Како што кажав, овие 2 барања ќе бидат како дополнителни точки, меѓутоа ќе бидат само на комисија, нема истите да одат на седница. Дали може да почнеме со точка број 4? Програма за измена и дополнување на финансова програма за одржување на јавните зелени површини на територијата на Општина Битола во 2023 година на јавното предпријатие Комуналец Битола. Мислам дека имате и други 2 точки, може се заедно да оди? Со склучување на договори, што се? Една, добро. Имаме представници од јавното предпријатие, повелете. Здраво на сите. Накратко аз само сакам да објаснам околу, да речем, овие финансиски средства кои ги бараме за програмата за јавно зеленило се за тие месеци кои досега сме ги поминале, сме ги сработиле, а не ни се на еден начин наплатени. Досега јавното предпријатие Комуналец заклучно со септември месец во програмата за јавно зеленило има сработено околу 35 милиони, меѓу 35 и 36 милиони денари.
Во програмата во првиот дел беа вклучени само 20 милиони денари, па за тоа го бараме ова дополнување за она што тековно веќе ни е сработено во овие месеци кои изминале. А околу втората точка за склучување договор по член 24, тоа е од програмата за животна средина за уредување на секунда само околу втората точка точно како гласеше за уредување Реализација на програмата за животна средина. за склучување договор со општината по член 24 за реализација за програмата за животна средина. Околу втората точка. Ако има некои прашања дополнително повелете. Јас имам прашање. Значи вака, директоре, ни велите дека ви требало да добиете 36 милиони или имате сработено 36 милиони? Имаме сработено веќе 30 и околу меѓу 35 и 36 милиони. Добро. И може да ми кажете за кај ви се тие 10 милиони дополнителни, да ми кажете таксативно шо е тоа што сте сработиле, а не ви е платено. Кои се тие зелени површини? Тие се тековни сите зелени површини во што се по програмата за јавно зеленило, што сме ги сработиле, ние заклучно испраќаме месечни извештаи. Сега пример за јануари, февруари, март. До сега, заклучно со септември се испратени месечните извештаи, а наплатено е до сега точно не ми е пред мен, до август. Тие другите август и септември. Добро, вие не знаете во август и во септември што имате сработено? Точно Значи тие тоа 10 е- милиони се од август и од септември? Дел од јули, август и септември. Се што не се сработи. Добро, може да ги слушнеме активностите што ги имавте во јули, август и септември? Сега ги немаме точно, може да ви ги испратиме на Ама, повторувањата. Тоа е Значи тековна. вака, збораме за 10 милиони, што не се мала сума. Тоа е тековна програма каде што се врши токму заради тоа повторување дека на е сите тековна. на сите повторување на сите јавни зелени површини, како под косење, метење, чистење, се комплетно истите се јавни површини кои се носат во јануари за тековно повторување на истите. Значи јас ве разбирам, ама јас лично не гледам дека негде има таква голема работа завршено за 10 милиони. Затоа сакам да ми кажете каде сте извршувале работни ангажмани во тие месеци. Можеме ако сакате да ви испратиме детално тие што се извештаите испратени до општина, Добро, подпишани. второ прашање. До каде ви е проектот кој што го промовиравте за засадување Go Green? Проектот Бидејќи бевте сликани со садници горе негде кај Нова Битола, ме интересира до кај сте со реализацијата и колку пари имате за истиот потрошено. И на кои места се реализирани тие садници? сега во моментот ја немам таа информација, меѓутоа можам да ви доставам каде, на кои локации, колку дрва се посадени и колку пари до сега се потрошени од тие предвидени 2 милиони. Денари ќе ви ги испратиме детално на кои локации, колку дрва и од кој тип се засадени. Не е проблем да речам никаков тоа. Имаме тука едно барање за склучување договори. За што се работи? Силви, можеш? Детално? Ајде вака јас малку да го дополнам директорот ако може. Да, ако може да го надополните, тоа јас искрено не разбирам зашто ви се 10 милиони. Значи, од секој пат, на крајот на годината, даваме еден извештај покрај завршната сметка, извештај што сме сработиле согласно плановите, значи колкава е нашата реализација. Секоја година од општината ги добиваме 18 милиони за јавната чистота и 20 милиони за реализација на јавното зеленило. Ланската година добивме во септември месец дополнителни 12 милиони, што ги искористивме, значи, за да бидиме помалку од своји средства комуналец да трошиме, туку повеќе средства што се прибират по други основи од општината, затоа што ние изготвуваме планови од прилика еве за јавното зеленило, велиме дека во планот 40 милиони побаруваме од општината за реализација на јавното зеленило. Во минатите години добивавме 20, лани добивме 32. Кога го работевме планот за работа за 2023, планиравме дека ќе земиме повторно 32 до 40 милиони.
9 милиони се Вака, тие кога што ги... носевме буџетот, колкави ви беа вас барањата во таа програма? Кога ги Кога го носевме буџетот за за оваа година? доставуваме барањето Добро. за буџетот. Ланската година имавме побарување дека ќе имаме 21 милион и 500 Тие ви се исплатени? за јавна чистота, 40 милиони за јавно зеленило и 27 милиони и 500 за одржување на уличното осветлување, сега кое што го работи преку Жабени. Значи такви имавме поднесено барање. Буџетот беше одобрен од 20 милиони. Секоја година, значи во принцип, имаме како ребаланс и добиваме дополнителни средства. Кога ќе ја гледаме реализацијата на терен, значи секој пат велиме дека од планот што го имаме направено дека ќе сработиме 49 милиони, работиме, ако не 100%, значи никој пат помалце од 46. Значи ако гледаме така, собираме средства 20, овие од ребалансот. И тие што беа 12 милиони, 32 милиони. 9 милиони што ги собираме по основ на јавно зеленило, што го фактурираме на граѓаните и на правните субјекти и идиме дека се покриваме во делот на јавното зеленило. Кај јавната чистота работиме, значи по план во кој што кажуваме дека ќе сработиме негде 46 и нешто милиони. Сега толку точно не ги памтам бројките. Добиваме по основ на прибрани средства од општината 18 милиони. Кога ќе направиме на математика на крајот на годината, јавното предпријатие Комуналец, значи покрај сите средства што сега ќе ги добиеме со ребалансот, се надевам дека сите ќе го изгласате, велиме дека 40 милиони работиме ние повеќе отколку што прибираме средства по сите основи. Значи средства од буџетот, средства од наплата од правни и од физички лица. Што сме сработиле, значи водиме ние една евиденција. Секој месец нашите работат времена една ситуација која што ја подпишуваат комуналните инспектори и врз основа на тоа ја поднесуваме таква каква што е подпишана. Меѓутоа, ограничени со буџетот кој што го имаме, значи ги подпишуваат комуналните инспектори, меѓутоа ние немаме основа, бидејќи имаме само 20 милиони буџет досега доделени, не ги дофактурираме на општината. Јас имам еден извештај, значи во секој месец, како што кажавме дека претходно е сработено, по позиции, по објекти, ако сега во моментот има можност, значи кажуваме дека во главен парк сме работеле во месеците јули, август и септември во просек негде околу 350.000. Да не ги читам сите овие објекти кои што се во планот, значи наведени, кажуваме дека имаме во дел од објектите со месец септември не по планот, туку и надминато од планот. Останува кај некој да има до реализација. Ако има потреба, ги имам извештаите, значи може да ви ги доставам, да ги видите, да ги разгледате, заради да ја оправдаме причината зошто ги бараме плюс овие 10 милиони. Значи вака, мене прашањето ми беше, мислам дека бев јасна и дека не знам оти не се разбирам. Вие со претходниот ребаланс побаравте 2 милиони. На нашето прашање дали ви се доволни, рековте дека не. А баравте 2. Ако не ви се доволни, зошто баравте 2? Тоа ми е првото прашање. Ако веќе не ви се доволни 2, зошто барате само 2, а не баравте тогаш 10 милиони? Сега имаме уште 2 месеци до крај на година, сега ни барате 10 милиони. Значи, јас основно прашање поставувам, кај што имаме ние донесено со овој буџет за 2023 два амандмани кои се прифатени, влезени во буџетот. Едниот го спомнав, значи проектот Go Green, за кој не можете да ми дајте во моментот информација очигледно, ни колку средства се, ни кај се. Вториот амандман беше поставување на урбана опрема, која требаше исто со Комуналец да се спроведи, од Веро до спортската сала. Имате информација дали се реализира истиот? Не е реализиран се. Не е реализиран. Јас знам дека не е реализиран и јас денес сакам да прашам дали со овие 10 милиони, што ќе правите вие со 10 милиони? Само ќе ни наплатите за тоа што сте сработиле,
А исто така не знам за што се тие 10 милиони, што сте сработиле. Значи мислам дека просто е прашањето. Уште еднаш накратко. Комуналец, Според- само се извинувам, комуналец во овој момент не ги спроведува одлуките кои сме ги донеле ние на Совет, немаме информација повратна точно за што се наменети овие пари и последното прашање ми е, а што ако не се изгласат овие 10 милиони? Вака, први- Еве, последното прашање може е Не е точно дека нема зошто ги барам овие 10 милиони, како што кажав, програмата за јавно зеленило вкупно е 49 милиони денари. Ние толку ќе сработиме, дали општината ги ни префрли 20 или 30, ние тие ќе ги сработиме. Ние ги работиме тие за општината, тие финансиски. До сега имаме наплатено по остов на јавно зеленило 20 милиони. Од општината имаме сработено до заклучно со септември меѓу 35 и 36 милиони денари. И тие секој извештај месечен се поднесува до општина и се подпишува од комуналниот инспектор. Кога ги исцрпивме тие 20 милиони, ние натаму работиме се на собствен трошок. И Тука е прашањето, кога ги исцрпивте тие 20 милиони? Во јули? Пример? Во јуни. Имавме ребаланс во јуни? Имавме. Вие баравте само 2 милиони. Може да ми кажете зошто само 2 баравте, ако немаше сега ребаланс? Не ме разбирате. А до крајот на годината што ќе правевте? Повторно, која ќе има? Ама ребаланс. ако немаше денес ребаланс? Еве, денес имаме ребаланс, мислам имаме сега на седница ребаланс, најмногу заради тоа што Министерство ни дозволи да ја прошириме рамката и заради дотациите. А ако немавме ребаланс, како ќе ги побаравте? Собствени средства ние ќе ги искористевме. Фала за одговор. Другото може да ми да објасните, ова ме интересираш. Околу што дополнително што ви треба, околу што да објаснам? Околу амандманите кои се изгласани. Почнати се, не се почнати, ќе се реализират, нема да се реализират. Значи, за проектот за засадување на садници што беше, дел средства се искористени, има уште некоја мала сума што не е искористена, меѓутоа дополнително на кој локација, колку дрва се посадени, колку кошта во моментот нема информација, пошто денес сме за програмата за јавно зеленило. Тие се не се денес на тема, за тоа не носим податоци. Можеме дополнително да ви известиме, точно кажете ни што ви интересира, не е проблем никаков. Информација? За урбаната опрема? Не. Во моментот не. Не се реализира, не се искористени средствата. Знам дека не се, чисто сакам Ќе да се ми искористат потврдите до дека... 31.12. Да. Фала. Дали некој друг има прашање? Доколку немате прашања, ви благодарам за присуството. Стефан, може да одиме на прва точка или... Аути не се гледани. Значи вака, во меѓувреме, од службите ме известија дека не е клаена на финанси една од точките, тоа е решение за давање согласност на одлуката за пренамена на паркинг места во хуманитарни паркинг простори, кои ќе се користат за хуманитарни цели. Значи таа ќе биде како дел од овој дневен ред. И 16-та точка ќе биде разгледување на барања од доброволно противпожарно друштво ДПД Архангел Битола. Значи овие двете точки ќе си одат следствено после дневниот ред. Значи вака, може 5 минути пауза? Точка број 5. Одлука за утврдување на почетна цена за давање во закуп на микролокации предвидени за поставување на урбана опрема, рекламно-информативни паноа, билборди. Представник, повелете. Почитувани советници, со ова одлука се утврдува минималната почетна цена за давање во закуп на микролокации, предвидени за поставување на билборди на подрачјето на општина Битола согласно програмата за поставување на урбана опрема на јавни површини на подрачјето на општина Битола. Почетната цена за давање во закуп на микролокации предвидени за поставување на урбана опрема билборди за едностранни билборди со рекламна површина од 12 метри квадратни изнесува 19.600 денари годишно, а за двострани
37.600 денари годишно. Значи, ова е во функција на јавен оглас, што ќе го пуштиме. За давање во закуп на микролокации. Може да знаеме кои се тие микролокации? Ги има во програмата, значи над 100 се. Ке треба утре да речем нова одлука за јавниот оглас да се носи, па таму се наведени сите. Ова е само за почетната цена, за еднострани и двострани кога да видат. Прашање. Повелете. До сегашните билборди се завршени договорите на тие што ги Завршени се, има да. корисниците на сите? На сите, да. Колку фирми беа претходно што учествува? Не бе вклучен бидејќи и одамна беше последниот јавен оглас, ама има многу, 4, има неколку сигурно. Цената е поевтина или поскапа од претходниот пат? Исто е. Иста е останата цената? Комплетно. То се веќе значи Ова се работи за на годишно ниво. 19.600 за еднострани и 37 за двострани. добро. Ова ќе оди на јавен повик? Овие се само цените ние сега за јавниот повик што ги ова е само почетната, да. Колку да биде почетната цена, тие ќе поднесат понуди. Па најповолната понуда ќе добие микролокацијата. Значи сите локации се моментално празни, ќе се надават за сите локации заедно или посебно? Посебно по улици. Добро, благодарам. Јас имам едно прашање. Сите се наоѓаат на исто место што имаат иста цена? И ме интересира, нема врска големината на тие билборди, сите се исти? Ние не ги ставаме билбордите, туку само микролокацијата. И зависи од микролокацијата, пример на некој место може да се постави двостран билборд, се исплаќа за купецот, на некој едностран, ќе има посебна комисија која ќе утврди каде ќе има едностран и каде ќе има двострани билборди. Каква комисија од општината? Од општината, да. Значи, пак не се разбираме. Исто ќе биде цената ако имаме билборд пред општина, кај Магнолија и во Новиот пазар. Значи, нема врска на кое место ќе биде? Билборди само не сме да има во централно градско подрачје. Не ме разбирате. Не добро. Прашвам дали не е битно кај ќе биде локацијата, цената е иста? Да, цената иста. Само за еднострани и за двострани се дели. Почетна, ова е почетна цена. Добро да е, ако е почетна цена, прашвам, значи, ако е почетна цена и ме интересира големината на билбордите иста на сите? Да, значи едностраните се 12 метри квадратни и рекламна површина 12 метри квадратни, двостраните се 24. Добро. Фала. И уште едно прашање, на колку време би добиле договори? На 5 години. И претходно беше на 5 години? Претходно подолго беше. Уште едно прашање, тие, да речам, услови, ние ќе ги поднесете до нас ние да ги утврдиме или комисијата ќе ги утврди? Ако може малку тишина. Значи веќе имаме поднесено ние предлог одлука да речем за утре. Утре има Добро. на комисија. Добро, ние ќе ги утврдиме. Да, вака начелно да. Ама не начелно, мене ме интересира, не начелно. Значи, кога ќе ги утврдиме ние, според тие услови ќе бидат, а не според комисијата што ќе ги одреди. Да, секако со одлука на Совет ќе треба да помени. Добро. Фала. Повели Илиевски. Фала. Сакам да го прашам представникот на општината, дали во програмата за постојана урбана опрема, ние во која фаза или со какви услови ги имаме задолжено за постојање на урбана опрема некои локали кои почнуваат, според мене е то позитивно, пред се да кажем, да се уведат во старата Битолска чаршија. Доколку не се предвидени постојање на одредена урбана опрема во старата Битолска чаршија, значи кога зборам за стара Битолска чаршија, мислам на улиците околу едната чешма, другата чешма кои се наоѓаат, објектите кои се наоѓаат тука околу управната зграда на ЕПА Пазари, бидејќи доколку прошетаме во последно, мислам дека ќе видиме дека имат никнато неколку објекти. Тука сме дискутирале дека тоа е материја која не може да биде и тоа како контролирана така лесно, а е потребно според мене да се развива старата Битолска чаршија, бидејќи нашата Битолска чаршија е бренд. Значи,
доколку не знаете да ми одговорите или доколку немате информација, барам до утре, кажавме дека ќе имаме најавни комунални, така? Океј, во ред, ама да најавам. Да видиме до утре што имаме, дали имаме нешто и ако не, да се дополни тие уредбите, мислам дека треба да имаме некаква си насока да дозволиме поставување на такви објекти во Стара Битолска чаршија. Меѓутоа, да видиме како тој ќе го разговарам. Ова само го иницирам за утре, за службите да не би спадне утре мавето, денес ми кажавте. Благодарам. Некој друг дали бара збор? Доколку никој не бара збор, ви благодарам за присуството. Се враќаме на точка број 1 и точка број 2 и точка број 3. Измени и дополнување на буџетот на општина Битола за 2023 година. Нема проблем, ќе преместиме последно. Кога ќе ги имате материјалите, може да дојдете. И ние ќе бидеме тука, нема проблем. Чим ги имате материјалите, ќе ми кажете. Точка број 6. Одлука за оттуѓување на неупотребливи основни средства, возила и други предмети од железо во кругот на зградата на општинската администрација, сопственост на општина Битола со електронско јавно наддавање. Представник? Пак. Со ова одлука се врши оттуѓување на непотребливи основни средства, возила и други предмети од железо во кругот на зградата на општинската администрација, сопственост на општина Битола со електронско јавно наддавање. Моторните возила предмет на оттуѓување се евидентирани во записник и предлог за донесување на одлука, изготвени од Комисија за утврдување на непотребливи основни средства, возила и други предмети од железо во кругот на зградата на општинската администрација, формирана со решение на градоначалник на општина Битола. Значи се работи за патнички моторни возила Kia Vela, Застава Југо, Ауди, Лада Шкода Фелиција, Застава 101, Даево Тико, Лада Нива 1600, специјални пожарни патничко моторно возило Застава Југо и автобус Ивеко Магирус, 14 возила. Предметните моторни возила како неисправни се одјавени во СВР Битола, истите представуваат старо железо. Комисијата во кругот на зградата на општинската администрација евидентира купот старо железо во количина која ќе биде утврдена од страна на овластен проценител. Благодарам. Ова последната точка можете и вие да ни ја образложите или треба да дојде некој друг од општина? Бидејќи имаме две барања од доброволно противпожарно друштво. И кажете ми со претходната одлука што се случи? Што ја донесовме за... Исто беше за возила, мислам. Значи, овие возила се одјавени во СВР, се евидентирани како старо железо и планираме да ги оттуѓиме со електронско јавно надавање. Тие се евидентирани во записник од комисијата што е формирана од градоначалникот и Може да ми кажете кои се во комисија? во комисијата се за предавање што за оттуѓување. Јас, значи, кој сме во комисија, јас сум во комисија Стефан Станов, Дијан Трајковски и Митра Атанасовски. Повелете, Велевски. Благодарам, председателка, колку што ве разбрав. Председателката сакаше да праша, значи на претходната седница имавме одлука за оттуѓување на две возила. Едното беше противпожарно, другото беше Лада Нива. Донесовме одлука да му се доделат на противпожарно Сдружение Пелагонски регион. И сега ми е прашањето, дали овие возила се тука во материјалите или истите се тргнати настрана, како што донесовме одлука, и дали ќе се доделат на Сдруженијето како што гласаше Советот? Добро, тие двете возила, значи јас бев информирани, не се вклучени во оваа одлука. Инаку ние чекаме барање, значи од страна на советник за да изготвиме правна помош за да изготвиме одлука, предлог одлука, да се изгласа на совет. Повелете. Не те разбрав за какво барање од страна на советник.
пошто Да барањето напишеме ние треба Горан барање. Еве јас да ти ви кажам пошто еве колегата ми суфлираше дека ние не сме имале таква одлука немало и треба ние да седнеме да напишеме барање и може и треба да го однесеме, може треба да го архивираме. од и јас колку што знам, барањето од Сдруженијето е поднесено во општина Битола, а ние донесовме одлука. Значи, не знам за какво барање станува збор од страна на советник. Во секој случај тие двете возила не се вклучени во оваа одлука. Значи вака, ќе ве молам да влези во записник и вие да си запишете дека прво бараме да не известите што се случи со претходната одлука која донесовме на совет. Истата требаше да биде надополнета со 2 возила кои требаше да се дадат на друштво за противпожарно друштво. Ве молам до утре да го добиеме како одговор, бидејќи утре пак ќе дојдете на комисија, на друга комисија, и ова точка денес нема да ја гласаме за да го добиеме дополнувањето. Може Стефанија да влези во записник? Фала. Одиме на друг некој прашања има? Доколку немате, одиме на следна точка. Одлука за прифаќање донација и давање на согласност за поставување на нова ПВЦ дограма, реновирање на подот и молерски услуги од страна на Алу Клип до Ел Битола во просториите на Ѓорги Наумов Битола. Повелете. Со оваа одлука се прифаќа донацијата од Гоцедоче Битола, која што се состои во промена на старата дотраена дограма на прозорците во просториите на салата на урбана заедница Ѓорги Наумов, со нова ПВЦ дограма, вклучително и промена на 2 дрвени со нови ПВЦ врати, реновирање на подот и молерски услуги од страна изведувачот Алу Клип до Ел Битола. Донацијата не создава директна корист за давателот, нито обврска за враќање од примателот на донацијата. Истата е дадена за целиот јавен интерес согласно член 11 став 1 од Законот за донации и спонзорство во јавните дејности. Благодарам. Јас имам едно прашање. Вие сте од тоа одделение, така? Зимот имот направено. Јас добив допис дека до вас уште во август месец прво е пуштено, уствари до општина Битола, а второто беше пуштено во септември или во октомври, не ме фаќате за збор, и сосема случајно стигна до мене, иако беше адресирано. Ме интересира зошто толку доцна ваквите донации стигат до Советот на општина Битола. Бидејќи можеле пред 3 месеци да се реновират тие простори. Немате одговор. Не можам да одговорам. Така, знам. Фала. Друг некој прашања? Нема. Благодарам. Точка број 8. Одлука за примање на донација и изградба на детски паркови општина Битола даден од страна на Центарот за развој на Пелагонски плански регион. Добар ден и од мене. Значи, со ова одлука се прифаќа донацијата од Пелагонискиот плански регион во рамките на еден проект кој што е аплициран и финансиран од Бирото за рамномерен регионален развој во вредност од 4.642.000 денари. Се работи за 3 детски парка кои што се поставени, на едниот е во населба Карпош, другиот ке основното училиште Климент Охридски и третиот во село Долно Оризари. Значи, ова е одлука каде што ја прифаќаме таа донација од Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион. Следи подпишување на договор, а потоа на наредниот совет или ова се надам дека овие паркови ќе ги дадеме на одржување и користење на јавното претпријатие Комуналец. Благодарам, имам едно прашање. Повелете, Чулаковски. Локацијата која е во Карпош? Населба Карпош, не знам точно стварно. Сега тој што е веќе направен? Да, 3 нови парка, значи сега кои што се поставени. Значи тоа сакав и јас да прашам, како може ние да врвиме сега донација? Ама секогаш е така кога ќе се достави. Како може некој да постави без да имаме ние одлука? Значи, тоа претходно е потпишан договор, бидејќи се аплицираше Центарот за развој на Пелагонски плански регион, тука и Бујан ќе ме попреко сгрешам, или може Бујан да објасниш, ако се... Да. Така, вие сте од општина, Бојан е тука советник, како може да ни објасните? Добро. Значи, на повикот кој што од Бирото за рамномерен регионален развој, се одлучија да се аплицира со проект и во рамките на тој проект повеќе општини учествуваа. Општина Битола учествуваше со овие 3 парка, значи средствата се од Бирото за регионален развој. Бидејќи овие паркови не може директно да ги одржава и да ги користи Центарот за рамномерен регионален развој, бидејќи средствата се нормално потрошени од нивна ставка, од самиот центар, тие затоа сега со договор
се даваат, нели, подпишан е договор, трипартитен договор помеѓу општината, бирото и центарот, со тоа што сега општината овие паркови ги прима како донација, за потоа, нели, да ги дајме на користење на јавното предпријатие Комуналец. Така беше и со големиот парк, ако се сеќавате, пред 3 години. Детски парк, кој што беше во големиот детски парк, да. Благодарам. Барем тоа е искуството до сега, значи со инклузивните паркови која беа. Значи веќе има подпишан договор. Ако е веќе тој поставен, зошто да гласаме сега донација? Ама ги земаме како донација, тоа е. А како, Да не како добиле дозвола тие за градба, некој како ги направил таму Сесимато без да си ги тоа помине? средено е. Во самиот тек на изградба ете Бујани. Да, повелете. Благодарам. Вака се. Секоја година Бирото за регионален развој објавува повик врз основа на кој што секциите општини во Пелагонискиот регион даваат своји предлози што треба да се направи, односно што се нивните барања во општината. Барањата се гласат од страна на сите 9 градоначалници во Пелагонискиот регион, Совет на регионот се вика тој. Врз основа на предлогот беше да се изградат 3 детски паркови на овие 3 микролокации. Претходно беше измената програмата за поставување на урбана опрема. Дел беа внесени и претходно како детски паркови и една беше плюс додадена со цел да можат да бидат поставени. Издадени се решенија за поставување на урбана опрема, изградба на детски парк. Врз основа на сите комплетни документи, проектна апликација изработена, пуштена во Биро за регионален развој, разгледано од страна на комисијата, поминато на регионален национален совет од вице-премиерот, кој што раководи со регионалниот совет, и објавено во службен весник, случен договор и имплементирано. Донацијата која што се дава, бидејќи изградено на имот на општина Битола, исто вакви одлуки за донации се носат во сите 9 општини во Пелагонискиот регион и крајен корисник е општина Битола. Општина Битола бидејќи ќе не може да управува со паркот, подосна ќе треба да случи договор за донација со јавното предпријатие Комуналец кој што ги одржува парковите. Истото беше претходно и за паркот кој што се правеше во 2020 година, ако добро се сеќам, или 2019, во големиот парк што е во Кашиспорската сала. Исто ваква донација претходно дадена 2020 година во Националниот парк Пелистер, исто така на општина Битола, на Голема ливада, донација на исто така на противпожарно возило. Претходно на претходната седница мислам дека поминавме одлука за примање на донација на заштитна противпожарна опрема која што беше донирана. Значи институцијата Пелагонискиот регион не управува со имотот кој што го прави, односно тоа се дава на општините бидејќи е формирано страна на сите 9 општини во Пелагонискиот регион. Алокациите се утврдени во програмата за поставување на урбана опрема. Фала. Благодарам. Прашања некој друг? Доколку нема, минуваме на следна точка. Точка број 9. Одлука за примање на донација, опремување на соба за третмани од страна на Германско друштво за интернационална соработка ГИС, проект за социјални права на ранливи групи. Повели Вики. Исто така, значи со ова одлука, ова е првата одлука со која што ја примаме донацијата, ќе се состои во дидактички материјали и помагала, ќе се опремат фактички 2 соби за третмани во основното училиште Коле Калински. Донацијата е негде околу 4000 евра кошта. Ги примаме директно од ГИС, општината. Ова одлука ни е потребна за може значи потоа градоначалникот да го склучи тој договор за меѓусебна прифаќање на ова опрема, а потоа истата опрема на наредна седница ќе дадеме на користење на основното училиште Коле Калински. Благодарам. Прашања? Доколку нема, благодарам Вики. Точка број 10. Решение за давање согласност на одлуката за паушал за одведување и прочистување на отпадни води на КЈП Нискоградба Битола. Повелете, директор.
Мислам дека и уште една имате или една? Само една е. Мислам да, само една е. Добро, повелете. Значи вака, почитувани присутни, станува збор за воведување на паушал за одведување и прочистување на отпадни води во населени места каде што имаме изградено канализациона мрежа, но заради неорганизирано водоснабдување не можеме да наплаќаме по востановениот ред на потрошени метри кубни вода од водоводот. Значи тука станува збор за населените места Буково, Лавци, Брусник и Трново. Бројот на приклучоци моментално е околу 187. Во трите села имаме, односно во Лавци, Буково и Брусник имаме само одведување на отпадни води, додека во Трново имаме и пречистување. Така да по урнекот на општина Струмица, искуствено и во консултации со регулаторна комисија направивме анализа според бројот на потрошени кубици по домакинство во населените во Битола и посебно реперни беше општина Кукуречани. Ова ви го образложувам малце подолго, доколку ме следите да видите целосна слика за што станува збор. Така да дојдовме до бројките кои се предложени во одлуката, односно 15 метри кубни за домакинства, мали стопански објекти и за најчиски дуќани да наплаќаме по 20 метри кубни, а 100 метри кубни вода да наплаќаме за поголеми угостителски објекти, посебно во Трново, каде што има и ресторани од поголем обем. Значи, за тоа станува збор. Ако има некои нејасноти, повелете, тука сум. Благодарам, директоре. Некој друг прашање? Доколку немате, фала за присуствот. Повелете. Спомнавте дека Трново има и одведување и прочистување на вода? Веќе во петокот се пуштени бактериите во пречистителната станица. Значи таа досега не беше во функција, пошто немаше капацитет, нели? Сега е пуштена во функција, прочистувата е во функција 100%. Значи во петокот се пуштија бактериите некаде во попладневните часови, уште мислам денес со овие активности не сум целосно запознаен, ама ќе работи нормално како што и во Кукуречани работи пречистителната станица, така и во Трново ќе работи. Добро, бактериите се пошто пуштени во базените, во петокот, во попладневните Пошто часови. последно, колку што се сеќавам, и од Венцо, ако памтам, и некои други, имавме информација дека прочистителната станица не може да биде во функција поради преголемиот капацитет која што таа го има. Сега има, го исполнува капацитетот што ја пуштивте во употреба, само тоа не ми е. Не разбирам како поради преголемиот капацитет. Значи таа е димензионирана за тие населени Таа е димензионирана за многу поќе од колку што има во моментот. И така ни кажа овде дека не работи бидејќи мал дека не може довод да ги на вода има. Да. Дали сега е поголем Значи- доводот на водата што ја пуштивте или ја пуштивте пошто мораше да се пушти? Значи, Толку прашањето. Откако сум јас на позицијата директор во Нискоградба, па да не претерам, сигурно 1 километар канализациона секундарна мрежа во село Трново е изградена. Ова го Значи- знаат во општината? Молим? Го знаат ова во општината? Не, озбилно, мислам сериозно, пошто така ни рекоја, затоа прашувам дали го знаат, пошто вие убуни кажувате нас. Меѓутоа и ние добивме друга информација, затоа ве прашуваме. Значи во континуитет со секој нов приклучок држи место и објаснувањето на Венцо, затоа што за тие бактерии да живеат во таа пречистителна станица треба да има определена количина на отпадни фекални води, инаку тој систем не може да функционира. Ме разбирате? Да. Значи, за тоа е така кажано. Сега вашите разговори, информации, кога биле, како биле, не можам да ги коментирам, бидејќи не знам. Благодарам. Прашање некој друг? Доколку немате, ви благодарам, директоре. Минуваме на следна точка. Склучување на договори јавија со комуналец ги поминавме. Решение за давање на согласност на одлуката за склучување на договори на меѓуопштинско јавно предпријатие Пела Линк Битола со општина Битола и училиштата во надлежност на општина Битола за јавен линиски превоз на патници, вклучително и ученици, и слободен превоз на патници. Повелете, директоре. Добар ден на сите. Значи,
На претходната седница донесовме некои правилници за регулирање на превозот на учениците на оваа седница. Во спогодбата која што беше подпишана помеѓу трите општини беше назначено дека градоначалникот на општина Битола може, беше искористен зборот може, да изврши доделување на линиите без претходна објавена постапка, односно објавен оглас. Сега за да се допрецизира тоа може, ставена е оваа точка на дневен ред да се изгласа за да се склучува директно договори помеѓу предпријатието и помеѓу училиштата за превоз на ученици. Значи вака, јас имам едно прашање. Повелете. Училиштата имат директори. Да. Зошто ние носиме одлука? Значи тој дел не ми е јасен, ако може да ми го објасните. Мора одлука на совет за да подпишат договори и директорите, вие не ќе подпишете со советот договори? Значи треба да се донеси одлука на совет за склучување на договори помеѓу училиштата и помеѓу предпријатието. Во досегашната документација која што е изработена од страна на општините, не беше точно допрецизирано начинот на склучување на договор. Со оваа одлука ќе може и да се склучуваат договори директно помеѓу училиштата, трипартни договори помеѓу училиштата, општината и предпријатието. За да не се објавува оглас, мислам без објава на оглас за учество на други превозници во онаму кај што можеме да извршиме превоз на учениците. Значи пак не разбирам зашто е наша одлука. Вие сте предпријатие на општината. Училиштето е општинско училиште. Зошто ние носиме одлука за директорот да подпише со вас договор? По член 24, таму од Законот за јавни набавки, не може да се допрецизира начинот на склучување на договор помеѓу предпријатието и помеѓу училиштата. Затоа бараме согласност, односно одлука на совет да може да се склучува договор помеѓу училиштата и помеѓу предпријатието. Благодарам. Ќе ве молам, Стефанија, да влези во записник дека сакаме да не известат од општината некој представник да ни каже написмено според кој член и зошто ние треба да донесеме одлука за да можат да подпишуваат договори за превоз училиштата. Благодарам. Прашање некој друг? Доколку немате, минуваме на следна точка. Дали може за финанси? Вака, јас имам еден предлог. Доколку сакате и сметате дека не можете да ни го представите така како што ако не сте во тек, ако сакате ќе одложиме комисијата за во среда. Значи, јас немам никаков проблем, ќе разгледаме само точката која е за субвенционирање на јавните предпријатија. Доколку сметате дека ви треба време, кажете ми. Не, значи јас можам да ви го прочитам ребалансот. Значи вие да сигурно го имате материјалот пред вас, гледате на кои точки е, а ако има дополнителни некои прашања, може на писмено да ги доставите, ќе ви ги одговориме. Значи јас да ги прочитам да се запази редот на комисијата. Редот на комисијата е да дојде представник од општината и да ни образложи. За да ни го прочитате, ние сами го прочитавме. Меѓутоа, доколку не можете да ни одговорите на прашањата, сигурна сум дека ќе ги има многу, мојот предлог е да се одложи за среда, доколку може некој кој може да ни дава одговори на прашањата, да биде присутен. Значи, затоа и ве прашав. А за да ни го прочитате, ние го прочитавме. Меѓутоа, јас сум сигурна дека има тука прашање. Некој образложение можам да дам, значи зошто некои приходи се зголемуваат. Добро. Така, затоа што се зголемија блок дотации во пожарната, во образованието со зголемување на платите. И тука се тие ставки. Значи вака, ние ќе ги почнеме точките, па доколку не успееме да добиеме, ќе продолжиме комисијата во сред. Ако дојде до некое недоразбирање, ќе продолжиме сред. Добро. Се враќаме значи на точка број 1, измени и дополнување на буџетот на општина Битола за 2023 година. Точка број 2, квартален извештај за извршување на буџетот на општина Битола за третиот квартал од 2023 година. И точка број 3, програма за измена и дополнување на програмата за субвенционирање на јавните комунални предпријатија за 2023 година. Повелете. Значи сега точка број 1, ребаланс на буџет на општина Битола за 2023. Дополнителните блок дотации на буџетските корисници и тоа
N1 основно образование 25 милиони 584 илјади денари. Истите се распределени во ставките за плати и регрес за годишен одмор. За регресот за годишен одмор недостигуваат средства кои се надополнуваат од буџетот на општина Битола. Значи N2 средно образование 13 милиони и 500 илјади денари. Истите се распределени во ставките за плати и регрес за годишен одмор. К3 зоолошка градина 1.119.000 денари. Средствата се за плати кои веќе му беа испланирани, а овие средства ги распределуваат за материјални трошоци. В1 детски градинки 4.957.247 денари. За двете градинки, од кои едната градинка Мајски цвет ги распределува сите средства за регрес за годишен одмор, додека Естреја Овадија Амара и во плати и регрес за годишен одмор. Градинката Естреја Овадија Амара прави и прераспределба на средствата од една во друга ставка. В2 Старски дом 681.444 денари се наменети за регрес за годишен одмор и материјални трошоци. Во рамките на сметката за наменска и блок дотација, Старскиот дом Сјуе Рајдер врши пренамена на ставки, исто така и во сметката за самофинансирачки активности. Њ0 противпожарна заштита 2.627.000 денари. Наменети се за средства за плати на вработените во ТПП противпожарна заштита. Регрес е исплатен од буџетот на општината. Во основа на допис од Министерството за финанси, дополнителни насоки за подготовка на буџетите на ЕЛС за 2023 година, број 08-5678/2 од 6.10.2023 година, известени сме дека максималниот износ на сопствените приходи на основниот буџет се зголемува на 714.406.247 денари, а се намалуваат дотациите од ДДВ на 146.634.831 денар. По тој основ, буџетската рамка на општина Битола може да се зголеми за 49.481.783 денари. Буџетската рамка, значи во приходниот дел извршивме промени кај овие ставки кои веќе имаат поголема реализација од планираната и кај оние кај кои се очекува поголема реализација до крајот на годината. А во расходниот дел истите се распределени за следните намени. Значи програма А0 Совет 404.150 ставка на доместоци 751.413 денари. А0 Совет персонален данок 401.320 84.000 денари. Програма Ја7 Паркови и зеленило ставка 425.590 одржување на зелени површини 8 милиони денари. Програма Ја8 други комунални услуги 461.130 субвенции за јавни предпријатија 2 милиони и 500.000 денари. Тука е паркинзи и ЈП пазари. N1 основно образование 11 милиони и 200.000 денари. Тука се вклучува регрес за годишен одмор 9 милиони и 200.000 денари и за превоз 2 милиони денари. Противпожарна заштита Њ0 402.110 придонес за ПИО 70.000 денари. ЈДД програма 482.120 изградба коловост на улица СРУ 5 1.549.913 денари. ЛАА програма 482.930, значи ставка реконструкција на други објекти, стадион под Тумбекафе 2 милиони денари. ЈИЕ програма ставка 482.330,
реконструкција на канализациона мрежа на улици во недопирливи 10.820.340 денари. Програма ЈГВ, ставка 482.730, реконструкција на водовод на улици во недопирливи 4.456.965 денари. Програма ЈДН 482.130 ставка, реконструкција на паркинг кај спортската сала Боро Чурлевски 10.049.152. Програма ЈД0, ставка 482.130, реконструкција на улици и патишта 2.407.398 денари. Програма Е0, ставка 425.940, рушење на објекти 592.602 денари, или вкупно 54.481.783 денари. Значи, за сметка на тоа, кај што зголемуваме, има некои програми кај што ги намалуваме. ЈИП програма изведба на колектор за отпадни води во Националниот парк Пелистер 2 милиони. Програма ЈДС реконструкција на коловоз на улица Стив Наумов за 1 милион денари се намалува. Програма ЈИН реконструкција на канализација на улица Стив Наумов за 1 милион денари. Програма ЈГН реконструкција на водовод на улица Стив Наумов уште за 1 милион денари, или вкупно намалуваме за 5 милиони денари. Што значи 54 милиони зголемуваме 481.783, имавме проширување на буџетот за 49 милиони 487.783, разликата е 5 милиони, тие 5 милиони ги намалуваме во ова веќе што ви го прочитав. Благодарам. Дали некој бара збор? Повелете. Почнам од назад. Во образложението кој го добивме, викаме програма ЈГН реконструкција на водовод на улица Стив Наумов, минусираме 1 милион денари, тоест намалување на програмата. Стив Наумов тука гледам во 3 ставки, реконструкција на канализација и реконструкција на коловоз. Ова значи дека предвидените средства кои ги имавме предвидено за 2023 година по однос на овие ставки, истите нема да се реализираат, така? Па шум ги намалуваме, да. Предпоставувам. Затоа реков јас, ако има прашања некој... Јас имав прашање, ама затоа треба да имаме лице од континуитет, јас вас ве почитувам, меѓутоа јас имав прашање пред, не знам, извесен период тука до службите. Стив Наумов се пофалија, не знам дали беше комисија за финанси или комисија за јавни комунални дејности, дека е завршен, дека ќе почне да се работи како најголема улица и така натаму и така натаму. А сега гледаме намалување на ставки. Тоа значи дека улица Стив Наумов, бидејќи знам дека заврши тие тендерски постапки, ова година ќе ја почнеме или нема да ја почнеме со работа? Не можам да ви дам одговор на тоа, значи то комунално делење знае кога ќе почне. Добро, ама то комунално делење знае кога да почне, ама сигурно вас би дала соодветно образложение за вие да ги повлечите парите. Одиме понатаму, нема врска. Значи, вака, една практична работа да ви опашам, например, меѓу нас службите. Значи, ние ќе склучиме договор се, ако тие не се воведени во работа, дур да почнат да работат, тие сигурно може и ќе почнат. Дур да пуштат ситуација, може ќе дојди во јануар 2024, што значи ќе дојди за плаќање овие средства да не седат врзани, може ќе дојди во 2024 да се плати. Значи, којаш од практични примени пренаменуваме од една во друга година. Значи, ова да ви кажам не конкретно сега за Стив Наумов, општо.
Значи, такви работи се случува, друг да почнат, друг да пуштат ситуација, поменува извесен период. Што значи, некои средства се држат безпотребно. Кога знаеме дека дури другата година ќе биде платена ситуација. Ве разбирам. Сега Точно, значи, за Стив Наумов не знам, бидејќи се друга колешка си го спремаше буџетот, меѓутоа ви кажувам по практични причини што се може да се случи. Не само за Стив Наумов и за други некои договори. Ти ги држат средствата, тие дур да пуштат ситуација, дур да почнат, фактички врзани се средствата, нема фактура за плаќање, нема ситуација. Во таа смисла ви кажувам, не знам се точно, ако имате конкретно за Стив Наумов, како што рече председателката, може ми за среда, ќе ги запишам прашањата, дали ќе си дои колешката Благица до тогаш, дај Боже да оздрави побрзо, да е добра. Ако не, на прашањата ќе ги запишам што имате, па ќе ви дам соодветен Ќе ја прашам одговор. утре Маријана, најавни комунални. Мислам дека Добро. таа ќе може да ни одговори, така да ќе имаме јасна слика. Јас, пошто сум во сметководство, јас гледам од моја гледна точка зашто можда некој пат се пренаменбат некои средства. Ве разбирам. Значи, дур да дојде сега договор склучен од пред 2 месеци, ние ситуација немаме. А средствата се вики спланирани таму, не можеш да ги користиш за ништо друго, да платиш. Јас предпоставувам дека тоа е во прашање. Меѓутоа, ако има нешто друго, јас ќе ги запишам прашањата и ќе ви, нече среда, ако не дојде Благица или некој друг, јас ќе се потрудам, значи да ги запишам прашањата и да ви одговорам. Понатаму, измени во програмите, рушеен објекти, реконструкција на улици, реконструкција на паркингот спортска сала Боро Чурлевски, недопирливи, канализација и водовод. Имаме одредени финансиски средства тука одделени, 10, 4 милиони, 2 милиони, така натаму. Дали овие ситуации се завршени, до вас имат стигнато завршени ситуации, како што кажавте, и сега чекаат за исплата? Значи, Па, најверојатно да. За да Ама, може да веројатно, му се нема плати. веројатно. Завршени се, стигнати се финансиските ситуации или не се? Значи да ви кажам. Значи, јас да ви кажам. Значи, извинете. Значи, ние треба да гласаме одобрување на финансиски средства. Ако одиме патна предпоставка, искрено ќе ви кажам, јас лично кажувам, како советник, не сум расположен да гласам одредени ситуации по предпоставка. Ако тука службите кажат дека во случајот реконструкција на канализациона мрежа на улици во недопирливи е завршена ствар, водовод пуштила фактура, вие, тоест комунално одделение го препратила до финанси, тука ние нема кајде да бегаме. Значи мораме да го гласаме тоа, бидејќи тоа е завршена работа. Ако не го гласаме сега, ќе го гласаме некој друг буџет и тоа треба да се плати, бидејќи тоа е завршено. Зато прашувам прецизно, дали по случајот, ајде тоа ќе одам ставка по ставка, недопирливи. Имаме тука вкупно повеќе од 15 милиони денари. Реконструкција на канализациона мрежа недопирливи и реконструкција на водовод на улици во недопирливи. Дали е тоа завршено, фактура да стигна до вас? Јас колку што знам во недопирливи се работи, а за ова до крај на годината имаше за само распределено 1 милион за плаќање, веројатно заради тоа. Меѓутоа ви кажав, ќе запишам прашање, ако сакате ќе одложиме точката прашањата за среда. Не ќе да ме сватите погрешно, не, дека вас ве ама напаѓам. неќам ни мене да ме Прашувам сватите. прецизно, сакам прецизен одговор. Значи, дали може да ме сватите? Значи, на памет одговори не се дават. Па, Значи, добро, треба да добро. Точно и извадам. на памет не се. Значи вака, ние ќе си ги поставиме денес Так. прашањата, меѓутоа во Значи, среда јас морам сакаме да видам, да ви одговорам Тоа што можете да точно. ни одговорите, одговорете ни денес. Тоа што не можете, ќе ни кажете дека не можете да ни одговорите. Добро. Не можам, значи Ајде. треба да видам, да проверам Добро. податоци, да ви одговорам точно. Не можам од ракав да вадам податоци. Реконструкција на паркингот кај спортската претпоставам дека е завршен тој. Пошто го гледаме дека е завршен. За сите овие кои што се бара проширување, ако имате прашање, среда ќе ви ги одговорам. Кажете ми дали за сите ставки За сите. сакате. За сите. Значи прашање прашањето број колку што еден го е за Стив разбрав Наумов. колегата е дали се стигнати дати за плаќање. Расправ. Фактура Дали да се овие изработени, има ситуации, И треба завршени. само средства. Го расправ прашање. Толку ако не можам да говорим. тоа е тоа. Немате други прашања? Јас имам прашања.
Предходно ни кажа директорот на Комуналец дека бара 10,5 милиони. Така? Поделени се 8 милиони плюс 2,5 милиони, колку што видов. Сега имате друга програма, субвенција на јавни предпријатија. Се работи за 2,5 милиони денари. Може да ми кажете за шо се и по колку се на двете предпријатија? Значи, ова е точка веќе број 2, измени и дополнување на Да, програмата. сите три заедно ги гледаме. Аха, добро. Секако сме во ребаланс, таа е точка во ребаланс. Значи, мислам да го прочитам тогаш што програмата, измените и дополнување на програмата за субвенционирање на јавните предпријатија за ЈП Паркинзи во износ од 1.000.000 денари и 1.500.000 денари за ЈП Пазари. За ставките 461.130 субвенцирање на јавни предпријатија, програма Ј8, други комунални услуги. Милиони, 1.200.000 ми рековте? 1.500.000. А 1.500.000 не слушнав. Да, извинете. Значи 1.000.000 за паркинзи и 1.500.000 за пазари. Средствата ЈП Паркинзи ќе ги користи наменски за набавка на 2 машини за бележење. Во вкупен износ на двете машини изнесува 2.450.000 денари. ЈП Паркинзи со претходните измени и дополнувања на буџетот веќе доби 450.000 денари. Сега субвенциите се однесуваат уште на 1.000.000 денари за набавка на двете машини за бележење. Средствата ЈП Паркинзи во висина од 1.500.000 денари ќе ги користи наменски за препокривање на куполи над пазаришниот простор во реонскиот нов пазар, што го викаме преку парцијална демонтажа на оштетен кров од лексан и поставување на внатрешна изолација. Субвенционирање на годишниот план на ЈП Паркинзи. За субвенционирање на годишниот план за 2023 година на ЈП Паркинзи беа планирани 1.500.000 денари за набавка на електрично вовче мечо и 1.450.000 денари за набавка на двете машини за бележење, кои средствата се алоцирани во програма Ј8.0, други комунални услуги, и вкупно ќе изнесуваат 2.950.000 денари. Предмет на субвенционирање кај ЈП Паркинзи се следните активности: набавка на електрично вовче мечо и по 2 набавка на 2 нови машини за нанесување на боја за пешачки премини, стрелки и останати ознаки на коловоз. Субвенционирање на годишниот план на ЈП Пазари. За субвенционирање на годишниот план за 2023 година на ЈП Пазари беа планирани 3 милиони денари за покривање на тековно оперативни расходи. Сега се надополнуваат со уште 1.500.000 денари за препокривање на куполи над пазаришниот простор во реонскиот нов пазар. Средствата се алоцирани во програмата Ј8.0, други комунални услуги, и вкупно ќе изнесуваат 4.500.000 денари. Предмет на субвенционирање кај ЈП Пазари се следните активности: покривање на тековно оперативни расходи и препокривање на куполи над пазаришниот простор во реонскиот нов пазар. Ете, за тоа се наменети програмите и додатоците за... Значи вака ги имаме тука директорите, колку што гледам. Мислам дека нив може да му поставуваме прашања, бидејќи вие не ги знаете деталите. Колку што ве разбрав, се работи за 1.000.000 и за 1.500.000. Да. Другите се веќе изгласани и одобрени и потрошени. Со претходна програма. Со претходни одлуки. Добро. Прашања? Повелете. Само пуштете го. Што се предвидува со новиот ребаланс. Ама ќе се вратам назад да имав и тогаш прашање што се однесуваше на приходите. Извини, Бети, ама јас имав прашање за ова што го образложи. Ако се враќаме назад, да знаеме, ако може сега, како сакате. Значи, бидејќи ми ја прачите програмата, јас мислев некој друг има прашање. За ова јас имам. Вака, колку што слушнав, 1.000.000 денари се предвидени за, 1.500.000 се предвидени за паркинзи, така? Да.
Ки може да ни одговори директорот? Немате таму микрофон, директор. Милион? За Паркинси милион, така? Мене ми интересира, директоре, бидејќи ни кажува, во програмата не пишува дека барате пари за набавка на некоја нова машина. Не. Само Машините, да машините довршам се... ако може, Ајде. бидејќи така пишува, за набавка на машина, за цртање на линии. Мене ме интересира, имате веќе најдена е машината, имате сума, бидејќи некако округла сума е $1.000.000, точно $1.000.000 се потребни за машината? Повелете. Може? Да. Станува збор за една машина самоодна и уште една помала портабл за санирање на помали оштетувања на коловозот, и тие веќе се набавени. И тие се ставени во функција, председателке. Вкупната вредност на набавката е 2,5 милиони, скоро 2,5 милиони, не цели. И со предходниот ребаланс ние овозможивте, значи, од покривање на дел од трошоците од 450.000, сега станува збор за дополнително субвенционирање од 1 милион денари, инаку уште, ако не се лажам, во месец јули мислам дека се ставени во употреба тие машини. Значи веќе се набавени. Значи вие ги имате набавено, не ви се платени? Ги плаќаме на делови како што можеме. Како што имаме средства. Значи овие пари стрикно ви треба за да ја платите машината? Ка и предходните веќе се уплатени, по самата уплата од општината, можете и да проверите, веднаш ги уплативме кај... И до кога треба да ги платите машините? Крајен рок? Мислам дека тука Бети е поповикана да ви кажи за рокот. Значи до крај на годината треба да се исплати. Јас колку што се сеќавам, ние ноќе во 1 сато испромовиравме дека веќе купивме, дека почна да работи, дека е платена, сега идиме во ноември и ни велите извинете, ама не е платена машината. Не промовиравме дека е платена, значи има за Што секоја набавка промовиравме? рок за плаќање, не беа платени. Тогаш ги стававме во употреба. Може и јас да кажам нешто? Повелете. Значи од овие две машини што се купија, останате дел од долгот, значи не е цела сума неплатена, ни остане уште 1.300.000 за плаќање. Не разбрав дека ви остане уште 1.300.000, Така. ама не знам, мислам ние како совет поима немаме дека ви останале, и ние видовме како и граѓаните дека набавивме машина и дека таа работи. И Зато прашвам. работи од јули Ама не месец. платена. Уште треба да ја платиме. Во контекст на истото, ме интересира, имавме тука зголемување, односно сигурно се зголемени приходите на јавното предпријатие Паркинси со укинување на бесплатното 15 минути. Плюс, еве по 10 пат ви апелирам, директоре, дека немате картички од 30 денари за 2 часа и дека упорно наплаќате за 3 часа 40 денари, што е спротивно на одлуката која сме ја донесле на совет. Ме интересира колку ви е зголемена наплатата во изминатиот период? Значи Имате некоја представа или не ви е зголемена? Зголемена ни е, меѓутоа сега на памет не можам да ви кажам. Треба Добро, ако написмено може ќе до ви седница известам. да добиеме колку ви е зголемена наплатата со таа донесена Со кој одлука на пресек? совет. Каде Со- ги укинавме од тој момент, од кога ги укинавме 10-15 минути и пак ќе речам класична злоупотреба, немате картички 30 денари за 2 часа, туку редовно доколку некој неки преку телефон да паркира, му наплаќате 40 денари за 3 часа, што е спротивно на одлуката, значи мора да си имате картички за 30 денари. Друг некој прашања? Повелете. Рековме едната машина е таа што ја набавивте претходно за цртање линијско обележување, втората се извинувам за што беше машина? Едната е голема машина, самоодна, за одбележување на надолжните линии, значи надолжните линии, и постои можност сите други ознаки на коловозот да се бележат. А другата е малечка, портабл, работи на батерија, компресор, Добро. што е лесно преносна, за помали дефеци да не ја палиме и да не ја транспортираме големата машина, значи таа е помалечка машина. Добро. Друго прашање. Видовме дека се работи со машината низград, меѓутоа, директоре, како последните 30 години, повторно исто го имам истиот проблем.
Гледате дека ако денес ги нацртате линиите, по 2 дена дека ги нема линиите. Сте заприметили дека се бришат линиите, дека се покриват, дека се валкат? Решение некој имаме за тоа или само ќе си цртаме па нека се валкат? Вака сега, одржувањето на хигиената не е во наш домен. Значи, ги гледаме, тие проблеми се одамна. И стојат. Ова со хигиената сакате да кажете дека комуналец не изчистил? Не можам јас никој да кажам. Сега сите ги гледаме, посебно кај што не Вие рамен како по директор лово на предпријатието кој што ги црта и ги одржува линиите, пешачките премини во градот. Пред да цртате, иди служба комуналец, некој чисти, мие таму пред да ја нацртате пешачкиот премин, например, или излегвате на терен, бојте па што ќе биде дека биде? се одржува, значи хигиена пред нанесување на бојата. И си мачкаме, другиот ден избришано. Си мачкаме, избришано. Боја користиме според стандарди. Советниче покриени се со некој слој прашина или нешто друго. За кое што е надлежен, тој што чисти. Благодарам. Не гледаш Чулаковски, чисти се. Повелете Лозановски. Сакам да го прашам директорот, а во контекст на прашањето, дали бојата што ја користите, ја набавувате и дали истата е согласно стандарди и норми, или како и што другите општини ја користат, или ова е некоја боја што вие ја произведувате, јавното предпријатие, па е некоја неквалитетна што се бриши. Благодарам. Не, бојата се набавува согласно техничка спецификација која е дадена прилог во јавната набавка и генерално сите општини набавуваат со такви спецификации технички. Подлога на бојата имаме и сертификати од испитување од овластени лаборатории, така да во тој дел јас немам некој сомнеш. Што значи дека нели бојата е иста како во другите општини и би требало да се брише или да стои исто како што стои во другите општини. Технички да. Благодарам. Јас имам прашање. Бидејќи сте вие релативно нов директор, а претходно имавме фирми кои што ги бележеа, меѓутоа како граѓани не гледаме некој подобрување во однос на квалитетот. Ме интересира во контекст на истото што го праша колегата. Истата боја е што ја користел и претходно оној кој бил ангажиран како фирма или користите друга? Тоа е првото прашање. И второто прашање е претходниот директор пред година дена мислам дека има, може и поќе, не знам. Кажа тука дека се планира пред училиштата да бидат обележани пешачките премини со некоја нова подлога како пластифицирана. Имате Ќе ве дополнам само што веќе била набавена. Што веќе била набавена, точно. И тоа беше едно и мислам дека имавме и еден таков амандман кој што беше изгласан овде во Советот и кој што беше донесен како одлука и ме интересира имате таков набавен материјал или не? Да. И оти не го користите? Заради зголемениот обем на работа и доцното почнување со сезоната за бележење, ова година, значи пролета имавме врнежини во пролет и во добар дел од пролета не можевме да почнеме да бележиме. 40 степени беше цело лето, директор. Цело лето бележевме, председател. Со такви пластифицирани? Не со пластифицирани, со боја. Ве молам тишина, ако може. Јас прашувам за пластифицираните. Таа е една екипа. Добро, и кај има такви бележани? Нема бележани со пластика, уште Ама зошто нема? Тоа ве прашувам, пошто тогаш ќе одеа на обука, па учеа, па праe, ова една година има. Сега ви кажав, доцното почнување со бележење на хоризонталната сигнализација, односно нанесување на боја, заради лошите временски услови кои беа пролетва. Директор, се уште извини, бележиме, значи во петокот бележеа. Пластифициран? Не со хоризонтална. Ама за него сакам да ми објасните зошто не бележите. Директоре, вака се. Ова се Ќе снима... ми одговорите или покасно? Вака. Пешачките премини беа неколку пати покриени со боја. Значи еднаш беше во пролета кога дозволуваа условите. Ве прашувам за материјалот кој го имате како пластифициран. Ви кажувам, може да ме оставите да се доискажам. Ако ми одговорите на прашањето, да. Па јас ви одговарам на прашањето, ако ми дозволите. Зборуваме за пластичниот.
дел. Не зборуваме за пластичниот дел. Ви кажувам колку пати, значи на 2 пати пешачките премини се одбележани. Последен пат беше пред 1 септември. Со пластична маса не се одбележани заради тоа што бара повеќе време и заради тоа што доцниме со бележење на хоризонталната сигнализација низ цел град. Павеле Чулаковски. Директоре, знаете дека комисиите се снимат овде. Изгледа или не разбирате прашањата кои ни се, или избегавате на некои прашања да ни одговорите. Од кога е набавена таа маса пластична и дали вие, од кога сте доен директор, не најдовте за згодно цело лето да ја поставите, ако веќе сме ја имале, ако ја имаме. Понатаму, сами кажувате дека бојата се бриши, сега се валка, а сега од друга страна ни кажувате дека веќе една година имаме некаква пластична боја која што нема да се бриши, многу квалитетна, меѓутоа сте немале слободен момент да ја поставите. Зошто наместо цртањето на со сегашната боја на пешачките премини не ја имплементиравте таа? Една година колку време сте директор? И сега ни кажете дека немавте време тоа да го направите? Да. Шо ви фали за да го направите тоа, директоре? Шо ви треба во фирмата? Ништо не ни треба. Значи ништо посебно не ни треба, ни требаше убава сезона за годинава за бележење. За да ги одбележиме на должните од пролета до сега, значи ќе ме молам да не прекинувате. Од пролета до тука, до сега, до ноември, го имавме можда најтоплото лето во последните 10 години. И вие им кажувате дека немаше услови кога да го поставите тоа. Значи најдругарски ја прашам, шо ви фали во фирмата за да го решите тоа? Ви фалат нови вработени, ви фали возило, шо ви фали? Какви услови ви фалат вие за да го завршите тоа? Ако таква пластична маса ја имаме веќе години стои овде. Еве одговорете ми, шо ви фали во предпријатието за да го завршите тоа? Ви требаат вработени, кажете, помалку работна снага имам, не можам да го завршам. Кажете што е проблемот. Ни фалеше време, ви кажав. Секој ден кога дозволува условите, луѓето беа излезени на терен. Секоја вечер. Ни фалеше време, покасно почнавме. И не разбирам која е целта за пластичната маса да се нанеси кога пешачките пред училиштата, ви кажав дека 2 пати во оваа сезона беа нанесени. Еве пак ви повторвам, изгледа не се слушате вие. Зошто 2 пати ги мачкате ако имаме некоја што ќе направи нешто квалитетно? Зошто 2 пати мачкате со боја што се губи, а имаме пластична маса трајна? Тоа објаснете ми го. Пластичната маса е експеримент на кој што треба да му обрнеме повеќе внимание. Тоа не е експеримент, тоа сегде во светот се применува. За нас. Па тогаш зашто сте го набавувале ако е експеримент? Зашто трошите пари? Набавена е многу мала површина, мала количина што задоволува на пример една раскрсница, 4 пешачки пошироко. Една да видевме. И добро, една да видевме. Ќе видите, ќе има време. Не директор, од вас ништо нема да видиме. В година можда. Ќе видиме. Ќе видиме и ние. Благодарам. Следно прашање за пазари. Директоре, барате 1,5 милиони, колку што разбрав за покривање на новиот реонски пазар. Ме интересира, имате проект, имате побарано во општината, имате дозвола од општината, сме го правеле овој муабет. Ме интересира до кај сте и дали, доколку ние, пример, ги изгласаме овие 1,5 милиони денари, кога ќе ги видиме тие куполи во новиот пазар. Ако може кратко и јасно, ми кажете дали има надеж да ги видиме. И за колку време би ги виделе? Значи, за стриктно за овие средства точно се за реновирање на куполите во новиот пазар. Значи, ова не е проект, колку што сум јас запознат, потребно ние доколку нешто градиме или слично. Значи, ова оди во реновирање, ние нема да правиме ништо, никаква измена ни на конструкцијата, ни на ништо, туку едноставно ќе се поставува изолација и ќе се заменуваат оштетените парцијални делови со кој што е покриен со лексан. Значи, целото работење ќе оди како реновирање и подобрување на условите, а нема изградба и поради тоа немаме проект како што велите вие. Не, мислев да не ви треба, значи збораме за оние нейлоните што се во новиот пазар горе. Така клаени што ги имате. Да, нейлоните се клаени ради тоа што луѓето бегаат од куполите, од внатрешноста на куполите, поради тоа што внатре е навистина многу жешко, а и на неколку места истиот лексан поради дотраеност е оштетен и
мора да биде реконструиран. Добро, ќе се поправам. Не ви треба проект, ама имате направено некоја финансиска конструкција, толку пари ви се доволни то да го направите? Да. И доколку го изгласаме, за колку време би било направено? Па се надевам дека ќе започнеме доколку го изгласате сега, а ќе се заврши нормално спрема временските услови, се надевам на пролет, пред летната сезона. Затоа што најголем проблем на тие пазарџи е жештината која што се ствара натре во тие куполи, поради, како што кажав, дотраеноста на лексанот и поради тоа што нема никаква изолација на истите. И поради тоа бегаат надвор и поради тоа врзуваат и тие најлони, како што ги рековте вие, и слично. И го нарушуваат целиот концепт на пазарот. Благодарам. Прашања? Повели. Здраво, директоре. Ако се сеќавате добро, кога ја превзевавте функцијата директор на пазари, разговаравме на повеќе проблеми кои што ги има во градскиот пазар и во горниот пазар исто така. Еден од проблемите беше хигиената во горниот пазар, која што не велам дека не, може би е подобрена, меѓутоа сликата со контејнерите назад повторно е очајна. Дали вие како директор имате контакт со комуналец, дали превзедовте некакво трајно решение за тоа да се реши? Бидејќи не гледаме по толку изминат период ништо да се реши. Второ ме интересира оние плочки за кои што разговаравме, кои што се искршени на скалите, кои што многу граѓани тука паднале и се удриле. Гледам дека повторно се искршени, значи ќе ве молам, мислам дека Нискоградба треба да ги среди, да се средат и тие. И разговаравме за еден поголем проект, ако добро се сеќавате, беше за да се покрие целиот пазар. Горе има желба и можност тоа да се направи. Вака, ќе почнам поред. Најпрво за хигиената, се сложувам да работиме колку што можеме и колку што имаме капацитет на тој дел, бидејќи, како што знаете, ние го одржуваме целиот пазар буквално во смисла на метење, во смисла на чистење пред дуќани, метење на пешачката патека, па дури метење на паркингот кој што е навистина огромен. Ние во горниот дел имаме тројца чистачи и со тројца колку што можеме, верувајте, максимум даваме за да успееме да го исчистиме тој огромен објект, вклучувајќи го и паркингот. Така да со комуналец да имаме контакти, мислам дека таму главниот проблем и поради тоа имам и разговарано, се надевам дека во блиска иднина има неколку поголеми хипермаркети кои што во најголем дел ги полнат тие контејнери и токму поради таа преполнетост потоа истите за жал даваат лоша слика за пазарот. Разговарано е со нив, побарано е од нив да набават своји контејнери, со што ќе нема потреба да фрлаат ѓубри и отпадоци во нашите контејнери и во тој дел мислам дека малце ќе се подобри сликата за тој дел. Извинете, кога са? Кога ова? Кога е разговарано или кога? Не, кога би се реализирало ова, пошто гледаме дека бе толку време. Така, знам. 2 години веќе измина од нова локална власт, се уште немаме никакви промени видено, а не е некој голем проблем, требало нови камиони, ава контејнерите да се донесат. 2 години чекаме нови контејнери. Значи разговарано е и пишано е, мислам дека и од комуналец исто така на многу пати имаат и дописи праќано до нив, бидејќи тоа е во нивни ингеренции. Мислам дека и се надевам, меѓутоа тука треба да има и обострана желба, значи мора и тие да покажат желба и интерес за тоа. Не можеме ние да им наметниме да купат, а од друга страна не можеме да им забраниме да фрлаат ѓубре во контејнерите. Така да мора и тие да имаат интерес за тоа. Верувајте, од моја страна многу пати е разговарано со нив, сигурен сум и знам дека и од комуналец многу пати е разговарано, така да се надевам во најбрз можен рок дека ќе набават своји контејнери и со тоа ќе се подобри сликата. Во врска со другото прашање, мислам дека беше за препокривање на пазарот. Уште јас со моето доаѓање кога дојдов тука пратив една
предлог програма до општината и до советот, мислам дека, на која што, ако се сеќавам, како прва точка беше да се препокрие во целост, значи новиот пазар, да дојди од прилика нешто како затворен трговски центар. За истото не е изработено проект званичен, освен некои прелиминарни понуди и разговори, бидејќи така во неформални разговори, мислам дека и со вас и со другите стануваше збор за малце поголема сума, да не речам огромна сума, која што во тој момент немаше некаков интерес дека може да се направи, па за да ние пристапиме кон вторчекор да изготвиме проект, а како што знаеме и самиот проект ќе кошта доста пари за да се изработи, така да не сме во некоја втора фаза, да речем, односно немаме изработено проект. Благодарам. Прашање некој друг? Повелете. Благодарам, председателке. Почитуван директоре, мене ме интересира, значи, како функционира пазарот на големо кај сточниот пазар и која финансиска рамка ја обезбедивте, односно ќе направиме на паралела, значи ме интересира колку заработи пазарот на големо долу, сега пред некој време заврши сезоната, мислам, на овошјето, и дали истите финанси или се зголемени или намалени ги добивте како предпријатие со изградбата на пазарот на големо или добивавте повеќе финанси со отстранувањето на пазарџиите позади паркингот? Значи точната сума ќе се добие, значи баш деновиве треба да се изготви кварталниот извештај за овој квартал што помина, така да точната сума, прелиминарна сума имаме, меѓутоа точната сума ќе ја добиеме деновиве, се уште не е специфицирана. Доколку гледаме паралелно, може би да, горниот дел кога имаше продажба на камиони беше поголема сума, подоходовна, меѓутоа сепак ова е прва година со наплаќање, бидејќи како што се сеќавате, кога го изградивме првата година на пазарџите не им наплаќавме закуп, односно бесплатно продава, бидејќи немавме ценовник изгласан од Советот. Оваа година е прва година каде што наплаќавме. За прва година и за почеток јас сум задоволен, меѓутоа нормално секоја година треба очекуваме се повеќе и повеќе да биде посетен и да носи нормално поголеми финансии за ЈП Пазари. Имам уште едно прашање. Кога носевме одлука во врска со пазарот, се донесе одлука на Совет тезгите да бидат распределени по некој постојачки проект линеарно. Гледаме дека се уште не се тезгите распределени по проект, баш ме интересира зошто е тоа така. Значи искрено не знам за каков проект линеарен сте разговарале, тој најверојатно пред јас да дојдам. Проект пишан или цртан или не знам, јас до сега немам видено таков проект. Ако го имате, ве молам пратете ми го, така да не сум во тек за кој линеарен проект разговарате. Предходната директорка кажуваше дека постои нацрт план како треба да бидат распределени тезгите, дали вертикално, хоризонтално, значи да нема окупација како на Г простор, а внатрешноста земјоделците што продаваат внатре се тотално изолирани. Поради тоа што на неколку ќошеви, да речем, во пазарот има поединци кои профитираат. И ме интересира уште едно прашање, ако знаете чисто финансиски, пошто според наши сознанија голем дел од тезграџиите, да ги наречем, земјоделците, борџат многу средства кон јавното предпријатие Пазари. Дали можете да ни кажете колкав е долгот од нив кон вас? Вака, како прво, токму ова наше барање за субвенција е во контекст на вашето прашање. Значи, луѓето, пазарџите точно бегаат надвор и внатрешниот дел не се користи токму поради таа жештина и поради
условите кои што ги немаат внатре во куполите. Зато бегаат надвор. Значи, прво мораме ние да го завршиме тој дел, односно мораме да им дадеме прво, па потоа да бараме од нив. Значи мораме прво да ја завршиме изолацијата, да го оплемениме тој простор, да им биде целосно во функција, па потоа да бараме да влегуваат внатре, бидејќи на повеќе пати јас лично сум бил таму, посебно во летниот период, на вистина е жешко и со тоа му калира и робата и слично, така да во контекст на вашето прашање и одговорот е оваа субвенција што уствари ние ја бараме, за да ги подобриме условите, после тоа нема да се има изговори, нема да толерираме ништо што би излегло надвор од тој, дали тој нацрт проект што искрено јас го немам видено или ќе направиме нов подобар, меѓутоа тогаш веќе ќе се пристапи кон такво нешто. За второто прашање дека должеле и борчеле, то не знам од кај ве информацијата, меѓутоа ве уверувам дека ви е грешна, бидејќи ние уназад годините мислам дека имаме најдобра година во наплата. Во ова тоа ќе го покаже и финансискиот извештај кој што се изработува и кварталниот, а за брзо и годишниот. Така да грешна ви информацијата дека имале огромен долг пазарџите кон нас. Благодарам. Прашање некој друг? Извини, прегите прекинав, Бети повели. Не, ако за буџетот, пошто ја читавме програмата, вие сте уствари за ребалансот. Повелете. Данок на имот од физички лица со првиот ребаланс се намалија од 65 милиони на 60. И данок на имот од правни лица од 35 милиони на 30. Значи, овие 10 милиони тогаш ми беше така многу позамашна сума за да биде намален данокот. На моето прашање тогаш добив одговор дека многу решенија на физичките лица биле коригирани заради категоријата имот во кој што се живее, имот во кој што не се живее, имало доста приговори, тука беа намалени тие 10 милиони. За да сега, например, данок на имот од физички лица со овој ребаланс се зголемува на 7 милиони. Вакви податоци можам да дадам уште за надомест за уредување на градежно земјиште. Со првиот ребаланс се зголемија од 80 милиони на 130 милиони, за да сега со новиот ребаланс момент само малку, се зголемат уште за 25 милиони. И уште една ставка ми е така многу симптоматична, а тоа е приходи од продажба на неизградено градежно земјиште. Значи сега со овој ребаланс се зголемува на 20 милиони 101 илјада. За толку, 12 милиони 101 илјада. Конкретно за овие три, да ги речам, ставки во приходите, ме интересира зошто таму кај што се намалуваше се зголемува, а таму кај што беше зголемено се намали. Уште поќе се зголеми уствари. Го запишав прашањето, значи среда кој ќе ги припремам сите одговор дали јас или мислам дека некои ставки беа надмашени со над 100% реализација и тука се врши, меѓутоа точен одговор ќе добиете во среда. Како се надмашија со 100%? Од 100% реализација некои ставки се надмашени, мора да му се дадат за средства за приходите. Значи средата. Среда. Благодарам. Прашање некој друг? Доколку немате,
Вака, сега ни остана уште точката за паркинзи. Така мислам. Точка број 14. Решение за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на одлуката за утврдување на цени на услуги на доместоци на јавните паркиралишта во општина Битола и 15. Решение за давање на согласност на одлуката за пренамена на паркинг места во хуманитарни паркинг простори кои ќе се користат за хуманитарни цели. Повелете. Две одлуки различни, но сепак се однесуваат на измени во ценовникот. Значи може и заедно да се разгледуваат. Првата е за санкционирање на несовесното паркирање на паркинзите, на затворените паркинзи и ни создава проблеми. Ние до сега немавме можност да реагираме. Се случува, например, на одредени паркинзи, иако е нанесена хоризонтална сигнализација дека таму не е дозволено паркирање, на совесни граѓани да го блокираат излезот и ние не можеме да ги санкционираме. Истото и се случува сега, мислам дека гледате, имаш и забелешки кај спортската сала, пошто не е паркингот предвиден само за патнички возила, туку имаме и за автобуси, се случува коли да се паркираат на тој простор, се случува коли да се паркираат на просторот за моторцикли, така да, доколку дозволите, ние ќе имаме можност да ги санкционираме на совесните луѓе кои паркираат на паркинзите. Тоа е првата одлука. Втората одлука, мислам доколку имате прашања, втората одлука е за хуманитарните паркинзи. Доколку имате прашања за ова првата, повелете. Јас имам прашање, значи зборуваме за затворените паркинзи. Да. На сите затворени паркинзи имате вработени и имате камери. Така? Да. Зошто би ви требало некој да санкционирате ако имате вработен кој може да види доколку некој се паркира на место каде што не смее да се Не може паркира? да стигне физички, госпоѓо председателке, вработениот, пошто во моментот може и да наплаќа. Директоре, значи ние не живееме во Вашингтон. Значи збораме за паркинг место кај Домот на културата од колку? Од 40 коли? Кај Домот на културата точно излегува проблемот, вработениот е на излезот кај Домот на културата. Немате камера кај излезот? Проблемот се случува на излезот кај Гоце Делчев. Немате таму камера? Значи физички не може да Дали пристигне имате кај- камера, мене ме интересира. Има камера, да. И што го спречва да пријави во полиција? Ако веќе Полиција- е некој паркиран. Полицијата ништо не може да превземе во тој случај. Јас не можам да ви разберам одлуката. Добро, на паркингот кај спортската сала, вие сакате да ми кажете дека некој физички не може да престигне ако и да не види дека кола паркирала кај што не треба да биде паркирана? Значи вработениот е за да врши наплата на паркирањето. И во моментот кога има кој ќе странки, казнува? Друг кога има вработен ќе странки, казнува? Ве молам да довршам. Не, јас ве прашувам друг Ама вработен дали може ќе... да довршам за ваше прашање? Не може да довршите, не ми одговарате. Значи, дали друг вработен ќе врши казна? Ќе пријави кај блокаторите и тие ќе завршат работата. Значи, има време да пријави кај блокаторите, нема време да пријави во полиција. Во првиот момент кој ќе види, да. Аха. Во полиција не може, полицијата не може да постапува по тоа. Како нема ингеренци, колега? Вие може го разбравте, јас не го разбрав. Благодарам. Некој друг дали има прашања? Доколку немате. И второ прашање, каде ќе се наоѓаат хуманитарните паркинг простори? Имате одредени места? Да, наведено е во одлуката. Значи 17 паркинг места на дел од зоната Б6 на улица Цар Самуил, 2 на зоната А3 кај Железниот мост и цел паркинг кај Император. Прашања? Доколку немате, комисијата ќе продолжи во среда во 11 часот.